представува чест што денес почнуваме една соработка со Природонаучниот музеј на Македонија од Скопје и која што се надевам ќе продолжи и во иднина. Денес присуствуваме на отварањето на изложбата Живи фосили и ендемити од Охридското езеро. Изложбата е поставена во музејот на град Неготино и ќе биде овде присутна до 29.12. оваа година. Во моje име и во името на Природонаучниот музеј на Македонија ви посакувам добре дојде на отворањето на изложбата на Природонаучниот музеј на Македонија во музеот на град Неготино. Мене ми е драго што има посетители од помладите генерации, се надевам дека многу од нив всушност ќе бидат и главната публика на оваа изложба. Јас накратко само би сакал да изразам благодарност на колегите Наташа, Лилјана, првенствено за подготвувањето на оваа изложба. Неколку пати оваа година е поставувана во земјата и во странство. И за помошта при поставувањето и на колегата Ивица. Изложбата немаше да биде возможна без поддршката на Министерството за култура до Природонаучниот музеј на Македонија и секако без отпочнувањето на оваа се надеваме една успешна соработка со музеот на град Неготино. Истражувањата на полжавите во Охридското езеро започнуваат уште во крајот на 19. век, кога познатиот австријски малаколог Стурани во една своја студија за мекотелите ќе констатира дека се работи за мощна интересна група на безработници присутни во Охридското езеро и тогаш за прв пат се опишани неколку нови видови за науката. Понатаму своите истражувања кон Охридското езеро ќе ги насочат голем број странски истражувачи. Ќе го споменам познатиот хидробиолог Синиша Станковиќ, кој во 1957 и 1960 година објавува монографии за Охридското езеро и неговиот жив свет. Тој испраќа една солидна збирка на охридски полжави на полскиот малаколог Полински, кој пак при обработка на материјалот ќе констатира, цитирам: Охридското езеро е чуден уникум во Европа, а можеби и во целата палеарктичка област, кое што може да се спореди со Бајкалското езеро и Каспиското море. Не само што се одликува со големо богатство на видови, туку тие се необично интересни и специфични по форма. Тоа побудило интерес кај голем број други малаколози, меѓу кои ќе го споменам и познатиот малаколог Павле Радоман, кој во текот на долгогодишното истражување на полжавите од Охридското езеро исто така опишал многу нови видови за науката. Посебна заслуга во истражувањата на полжавите од Охридското езеро има Славе Хаџишче, познат македонски хидробиолог, кому авторот на изложбата му ја посветува оваа изложба, а со неговиот лик и научен придонес во истражувањата на Охридското езеро, посетителите ќе имаат можност да се запознаат овде пред ова, да кажам, централна витрина. Илјадници хидробиолошки проби поминале низ рацете на овој познат хидробиолог и од неговите систематски таксономски истражувања произлегува список од вкупно 77 видови, 3 подвидови и една форма. Понатаму, во воведниот дел на изложбата, посетителите ќе имаат можност да се запознаат со значењето на морфометријата на самото езеро, како еден од бројните фактори кои ја условуваат биолошката разновидност на езерото, вклучувајќи го и диверзитетот на полжавите.